Почитуван председател на Собранието, почитуван председател на владата, членови на владата, почитувани колеги пратеници. Имам две прашања. Едното до председателот на владата Христијан Мицкоски и второто до министерот за транспорт Александар Николовски. Почитуван премиер, помина нешто повеќе од една година од формирањето на владата предводена од ВМРО-ДПМН. Последна година практикување на власт, јас сакам да се вратам на почетокот. На денот кога оваа влада беше конституирана во ова собрание. Тогаш од оваа говорница подсетив на главните очекувања кои ги имаат граѓаните од оваа влада. А врз основа на главните политички ветувања кои ВМРО-ДПМН ги даваше во текот на предизборната кампања. Вашите главни политички ветувања во однос на нашите евроинтеграции беа обезбедување на подобрена преговарачка рамка и уставни измени со одложено дејство. За жал, во текот на оваа година власта се соочи со политичката реалност, особено во меѓународната политика, и не само што не успеа да обезбеди подобрена преговарачка рамка и уставни измени како што ветуваше, туку нашите меѓународни позиции, особено во однос на нашиот европски пат, дополнително драматично се влошија. Наместо подобрена преговарачка рамка, Македонија се соочи со силен ксенофобичен атак од страна на бугарските негатори на македонскиот јазик и идентитет, олицетворен во дебатата за извештајот за Македонија во Европскиот парламент. Се реотвори прашањето кое беше целосно затворено за 26 земји членки на Унијата, освен за Бугарија. Повторно на маса се става македонскиот јазик и посебност, кое беше целосно затворено прашање, со признат македонски јазик и идентитет во сите официјални документи на Унијата. И денес имаме уште еден предлог од ваша страна за заедничка резолуција со Бугарија до Европскиот парламент со која би се потврдил македонскиот јазик и идентитет. И замислете, предлагате оваа резолуција да биде поднесена од страна на бугарски европратеници. Ќе цитирам академик Ќуловкова, да побарате од Бугарија да поднесеме заедничка резолуција за признавање на ноторен лингвистички, научен и културен факт е еден вид руски рулет за Македонија, крајно неодговорен чин. Или професорката Јачева Улчар, која истакнува дека ваквата стратегија на владата носи ризици и може да создаде уште подлабока и потрајна политичка стапица од онаа со договорот за добрососедство и со францускиот предлог. Почитуван премиер, македонскиот јазик е признат од сите, освен од одредени структури во Бугарија. Македонскиот јазик и идентитет се затворено прашање за 26 земји членки на Европската Унија и за целиот свет. Нашиот јазик е признат во сите документи на ЕУ, вклучително во преговарачката рамка. Ова македонско собрание има донесено резолуција со која се забранува било кој и било кога да преговара за македонскиот јазик и идентитет. Ниту вие, ниту јас, ниту било кој политичар смее да го стави на маса постоењето на посебен македонски јазик и идентитет. Немате потреба да го имитирате вашиот политички ментор. Немој да представувате лажна слика дека сте херои. И во ваше, и во наше време, веројатно и во некое идно време ќе постојат бугарски структури кои ќе продолжат да го негираат македонскиот идентитет. Не постои македонец, без разлика на политичка припадност, кога него болат ксенофобичните напади на бугарските европратеници врз македонскиот идентитет, на кои бевме сведоци по повод дебатата во Европскиот парламент за извештајот за Македонија. Прашањето е кој какви мотиви има. Се ми се чини дека историјата се повторува како фарса. Вам ви треба алиби за прикривање на неспособноста на вашата влада да испорача политики за подобар живот на граѓаните. Вам очевидно ви треба старата испробана поделба на предавници и патриоти. Се разбира, вие и Груевски сте патриотите, а сите ние од опозицијата клетите предавници и соработници на Бугарија. Со оваква непромислена политика, сакајки да го компензирате неуспехот на владата, да ги испорача предизборните ветувања, ја правите најголемата политичка стратешка грешка. Моето прашање до вас е, дали сакате Македонија да ја вратите во 2008-та, кога Груевски почна да го спроведува режимот? И дали за вас бугарското негирање на македонскиот идентитет во дебатата за извештајот за Македонија во Европскиот парламент е истиот мотив како што беше грчкото вето на НАТО самитот во Букурешт за вашиот партиски претходник Никола Груевски? Моето второ прашање до министерот за транспорт Николовски. Почитуван министер, една од првите одлуки која донесе оваа влада
беше стопирање на изградбата на железничката пруга кон Бугарија, поточно железничкиот коридор 8. Изговорите на владата беа дека оваа пруга нема економска исплатливост за државата, дека завршува во слепа улица во тунел, дека ќе ги пренасочите средствата за изградба на коридорот 10, кој е економски поисплатлив за Македонија и слично. Епилогот од оваа блокада се веќе изгубени 60 милиони евра неповратни средства од Европската Унија за овој проект. Само да подсетам дека железничкиот коридор 8, покрај што има огромно економско значење за државата, истиот има сериозна безбедносна димензија и е многу важен за безбедносната архитектура на Европската Унија и НАТО. Една година подоцна гледаме дека повторно се зборува за продолжување на изградбата. По истиот проект, со истиот тунел, само што денес имаме изгубено една цела година и изгубени 60 милиони евра од ИПА предпристапните фондови. Во однос на железничкиот коридор 10, кој е дел од договорот со Британија, со јавноста е споделено дека индикативната вредност би била од 1 милиарда и 600 милиони до 1 милиарда и 900 милиони евра. Индикативна разлика од 300 милиони евра, а при тоа не е споделена со јавноста ниту студија за изворливост, ниту кост-бенефит анализа за проектот, туку само паушално се лицитира со бројки. И што е најсуштински, коридорот 10, како и коридорот 8, се паневропски коридори на главната мрежа на европски коридори. На Македонија како кандидат за членство и стојат на располагање сериозни суми, неповратни средства од Европската Унија, особено за овие паневропски коридори. Само за споредба, на соседна Србија за истиот овој коридор 10, делницата од Белград до Ниш, и се обезбедени 600 милиони евра неповратни средства од Европската Унија. Погледнете ги искуствата од земјите од претходните проширувања. Најмногу неповратни средства имаат искористено во делот на инфраструктурата. А ќе се согласиме сите дека не е исто и суштински различно да користите неповратни средства или само да ја задолжувате државата и идните генерации. Македонија како мала по обем економија го нема тој луксус да не користи неповратни грант средства кои стојат на располагање. Моето прашање е дали имате поднесено барање до Европската Унија за обезбедување на неповратни средства за коридорот 10 и на овој начин да го намалите финансискиот товар за сегашните и идните генерации и да се обезбедат фер и транспарентни постапки за реализација на овој проект, контролирани од Европската Унија. Или ќе останете на стратегијата дека нас Европска Унија не ни треба, дека можеме сами и со кредити и на тој начин да ја доведете државата и граѓаните до должничко ропство. Ви благодарам. И јас ви благодарам.